Премиерот Никола Груевски денеска во Кралството Белгија ќе присуствува на комеморативната церемонија на одбележувањето на 100 годишнината од почетокот на Првата светска војна. Настаните ќе се одржат во белгиските градови Њупорт и Ипер. Од политичките лидери покрај македонскиот премиер Груевски на овој настан ќе присуствуваат и германската канцеларка Ангела Меркел, председателите на Малта, Унгарија и на Мали, францускиот министер за одбрана, како и голем број на председатели на парламенти, министри и високи представници на околу 83 држави. Судскиот совет избра 7 судии за Скопскиот кривичен суд во одарението за прекршоци кои треба да заменат дел од судиите кои беа приведени во неодамнешната акција Јустиција, пошто беа разрешени од должноста. Делегираните судии ќе започнат со работа од 1 ноември оваа година. Доколку има потреба во овој одел, ќе бидат делегирани уште 2 судии. Во акцијата Јустиција вкупно беа разрешени 14 судии, од кои 5 се во пензија, а 9 се активни судии. Измените на Законот за технолошко-индустријските развојни зони се прават за да се зголеми интересот и да се излезе в пресред на инвеститорите, изјави вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Има инвеститори кои сакаат да управуваат со зоните, да земат една или друга зона или да формираат зона на локација која не постои. Често пати, за да обезбедат и финансирање, потребно е да им покажат на своите инвеститори и банки дека поседуваат сопственост врз земјата. Од тие причини го правиме тоа, појасни Пешевски. Скопјанката Јана Ивановска е милионитиот патник на Скопскиот аеродром Александар Велики. Ивановска беше меѓу патниците кои денеска напладне пристигнаа на Скопскиот аеродром со летот на авиокомпанијата Визар на релација Ајндховен-Скопје. Ова е изненадување и не очекува вакво нешто, изјави таа по пречекот на Скопскиот аеродром, на кој присуствуваа раководството на концесионерот ТАВ Македонија и вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, како и министерот за транспорт и врски Милејана Киевски. Ивановска ќе добие викенд патување за двајца во Истанбул и парична награда. Во Министерството за одбрана денеска беше извршено примопредавањето на нова воено-маскирна униформа и по 5000 зимски и летни чизми за Арама, турска донација во вредност од 2 милиони американски долари, со висок квалитет и целосно компатибилно со стандардите на НАТО. Опремата ќе биде распределена во единиците на Арама согласно потребите и, како што нагласи во обраќањето министерот за одбрана Зоран Јолевски, ќе даде значаен придонес во интендантското опремување и модернизација на армијата. Лидерот на Северна Кореја Ким Јон Ун, кој со недели отсуствуваше од јавните настани, имал операција на зглобот на ногата, открива разузнавачката агенција на Јужна Кореја. Според нив, странските медицински експерти допатувале во Пјонкјанг за да се грижат за лидерот, а операцијата била изведена во септември или во октомври. Не е познато како агенцијата дошла до овие информации. Отсуството на Ким ги подгреа шпекулациите за неговото здравје.